Добро вечер. Православните христијани денеска го слават Свети Никола Чудотворец. Многу македонски семејства Свети Никола го имаат за свој домашен заштитник и неговиот ден го празнуваат со многу свечености. Започнуваме со урбаните вести. Обновени ЕХО и ЕКГ одделот во детска клиника. Со македонски музички звезди ќе ја дочекаме новата 2014 година на плоштад Македонија. Започна изградбата на крстот во аеродром. Денеска на големиот христијански празник Свети Никола започна да се гради православниот крст во општина Аеродром, кој ќе биде висок 51 метар, широк 4 метри, а краците ќе му се простираат на 34 метри. Почетокот на градежните работи во изградбата на православниот крст го означи председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров, а почетокот на изградбата на крстот го привлече вниманието на многу свештеници, политичари и граѓани. Крстот ќе биде изграден на крстосницата на улиците 3 македонска бригада и булевар Србија, зад средното училиште Марија Кири Склодовска, каде се поврзуваат три општини: Аеродром, Киселавода и Газибаба. Нашата вера не соедини во изборот да се изгради православен крст, со молитва пред Бога и љубов кон Македонија. На 90% од населението во општина Аеродром се македонски христијани, а овој крст ќе го гледаат граѓаните на повеќе скопски општини, истакна денеска Тодор Петров. Денес сме сведоци на една историја која создава иднина. Тоа е нашата вера во крстот со молитва пред Бога и љубов за Македонија. Како сведоштво за изминатите 2 милениуми од христијанството, имајќи предвид дека речиси 99% од вкупното население во општината Аеродром се македонци и христијани, Светскиот македонски конгрес, како неформален светски парламент на македонците од сите делови на Македонија во целиот свет, достави иницијатива со идеен проект до општина Аеродром за изградба на македонски православен крст на микролокацијава каде што сме сега, во близина на средното училиште на градот Скопје, Марија Кири Склодовска, меѓу булеварите 3 македонска бригада и Србија. Булеварот Србија ги поврзува општините Газибаба, Аеродром и Кисела Вода. Крстот ќе се гледа во сите три, но и од сите скопјани во македонската метропола. Крстот кој ќе се издигне пред нас, чии темели денес ги осветуваме, ќе биде монтажен, висок 51 метар, широк 4 метри, со распон на краците од 34 метри, поставен на постамент од 5,5 метри, со галерии на 2 нивоа, иконостас за верски обреди и фрески на 12 свети апостоли. На крстот ќе биде изведена инсталација за енергетска самоодржливост. Околу крстот ќе бидат изградени патеки, парк, ќе се постават клупи и местото ќе биде хортикултурно уредено. Се очекува крстот да биде готов најдоцна до крајот на месец март следната година. Традиционалниот дочек на новата 2014 година и оваа година ќе се одржи на плоштадот Македонија. Градот Скопје, T-Mobile Македонија и Македонски телеком на граѓаните на главниот град, но и на туристите ќе им понудат добра забава со македонски реномирани пејачи. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. И оваа година градот Скопје со поддршка на Македонски телеком и T-Mobile Македонија го организираат традиционалниот дочек на новата 2014 година на плоштадот Македонија. Во највеселата ноќ, граѓаните ќе се забавуваат со музиката на македонските, но и интернационални звезди, како Калиопе, Тијана Дапчевич, Мустафа Имери и Куку Леле. Сакам да кажам на граѓаните на градот Скопје дека ќе имат добра забава за дочекот на нова година. Ќе не забавуваат домашни музичари од домашната музичка естрада. Би сакал да ги повикам граѓаните на градот Скопје да дојдат на плоштадот што помасовно и сите заедно да ја дочекаме новата, да ја дочекаме весело и среќно новата 2014 година. И годинава граѓаните ќе уживаат во одлична забава со познати музички рефрени, динамички настапи, врвни аудиовизуелни ефекти, а вистинската кулминација ќе се случи точно на полноќ, кога небото над Скопје ќе го осветли спектакуларен огномет, истакна Жарко Луковски, главен извршен директор на T-Mobile Македонија. Новогодишниот концерт ќе започне во 21 часот, а се очекува да трае до раните рутински часови.
Нашата поп дива Калиопи покрај многуте понуди оваа година останува дома во Скопје и заедно со незините колеги и сограѓани ќе ја пречека новата година. Калиопи воедно ги поканува сите македонци да дојдат на градскиот плоштад и заедно сите да се забавуваат во најлудата ноќ во годината. Најнапред ќе се заблагодарам на T-Mobile и на град Скопје што организираат после не знам колку години една македонска новогодишна вечер со македонски изведувачи, што ми е посебно драго. Колегата Мустафа Имери, прекрасен тенор, кој што ќе ја започне ноќта, пота Тијана Дапчевиќ. Концертно ќе се представам таа вечер повторно пред своите предомашните и мислам дека најголема атракција ќе бидат Кукулеле, кои што после долго време се враќаат на големо задоволство сите нас на сцена. Граѓаните ќе се едуцираат за користење на финансиските услуги и ризиците кои произлегуваат од нив. Народната банка, Министерството за финансии, заедно со другите институции кои имаат надлежности во регулирањето на финансиските услуги, почнуваат координирани активности со цел да ги едуцираат граѓаните за услугите што се нудат во финансискиот сектор и ризиците што произлегуваат од нив. Според вице-премиерот и министар за финансии Зоран Ставревски, подпишувањето на овој меморандум е уште еден чекор во насока на зголемување на координацијата на регулаторните тела, во насока на постабилен финансиски сектор и запознавање на јавноста со можностите што ги нуди финансискиот сектор. Ставревски појасни дека преку едноставни брошури за учениците, преку предавањата во средното образование, брошури за граѓаните и соработка со приватниот сектор, ќе се настојува уште еднаш да се објаснат сите продукти што ги нудат финансиските институции во Македонија и да се објаснат сите придобивки од тие продукти, но секако и да се објаснат ризиците што се нормални за одделни финансиски продукти и на тој начин граѓаните да можат поинформирано да ги носат своите одлуки. Клиниката за детски болести, односно приоритетните оддели за ехо и ЕКГ, добија клима уреди, постелнини, бироа и столчиња, благодарение на донацијата на Техномаркет. Кампањата која што синџирот на продавници за бела техника и апарати за домакинство Техномаркет ја започна пред 3 месеци. Денеска вроди со плод. Во клиниката за детски болести, односно во одделот за ехо и ЕКГ, денеска беа донирани нови полици, постелнини, клима уреди, бироа, столчиња и медицинска опрема, благодарение на граѓаните кои ги купуваат производите на Техномаркет и со тоа беа индиректни помагатели на оваа хуманитарна акција. Директорката на детската клиника Аспазија Софијанова го искажа задоволството од крајниот ефект од заедничката соработка со Техномаркет, од кој најголем бенефит ќе имаат дечињата пациенти, при тоа додавајќи дека опремувањето се извршило во еден од приоритетните оддели на клиниката, одделот за кардиологија. Ова е само еден почеток на една акција со која благодарноста на Техномаркет е огромна, бидејќи ќе овозможете во иднина и кога ќе доаѓаат колегите да имаат многу побави услови во кои ќе можат уште полесно и по-безбедно да се диагностицираат сите деца што имаат проблеми со срцето. Кампањата "Купуваме и радост споделуваме" беше креирана на начин преку кој и граѓаните имаа можност да донираат за детската клиника со купување на кој било производ од Техномаркет, без при тоа да почувствуваат дополнително оптеретување на сопствениот буџет. Маркетинг менаџерот на Техномаркет Марија Ристовска истакна дека и во иднина ќе продолжат да организираат кампањи кои ќе бидат корисни за целата заедница. Добро. Пред се сакам да им се заблагодарам на сите наши ценети купувачи кои што се вклучија, односно беа дел од оваа хумана акција. Нашата мисија е практично исполнета, меѓутоа ние не застануваме тука ќе продолжиме и понатаму да организираме вакви општествено одговорни акции, кампањи и оние, односно кампањи што се корисни за практично за целата заедница. Нашата идеја беше да го опремиме ЕХГ и ехо оделот, да наликува на детска соба, се со цел на дечињата да им биде, односно на пациентите се извинам, да им биде покомфорно и поудобно додека се тука нели на преглед. Дополнително она што сакам да го кажам е дека се надевам дека новиот изглед на овој одел ќе ги оправда нашите заложби и дополнително ќе ги мотивира другите, уште многу други компании да го следат нашиот пример.
Вкупно 22 тони индустријска сол била фрлена во текот на ноќта јутрото на критичните точки на градските сообраќајници низ градот, информираат од екипата на зимската служба на град Скопје. Екипите на зимската служба на град Скопје и јавното предпријатие улици и патишта на терен интервенираа со возила, соларки и соларки со плуг на сите булевари во надлежност на град Скопје. Градските екипи интервенираа на сите мостови, клучки, надвозници, подвозници и високите зони кон водно, пржино, железара, како и на сите други така наречени црни точки во градот. Дополнително интервенирано е на булеварите Партизански одреди, Митрополите Одоси Голаганов, Свети Климент Охридски и на другите булевари каде што е забележан замрзнат коловоз. Екипите на градската зимска служба ќе следат состојбата и ќе реагираат согласно со условите на теренот, информираат од град Скопје. Градот Скопје им препорачува на возачите да возат внимателно и да се придржуваат кон условите на коловозите. Кошаркарите на ИМЗТ Скопје со пораз ги завршија настапите во Еврокупот. Казабланка и Байерн Минхен ќе играат во финалето на светското клупско првенство. Следуваат спортските вести виднаш по рекламите.